4 февруари е нашиот македонски благден. Ден за молитва со благодарен збор за големиот ни дар, за Гоце Делчев, за учителот и просветителот. Председателката Гордана Силјановска-Давкова прва положи свежо цвеќе пред спомен обележјето на Гоце Делчев во Штип со пригодна и свечена манифестација пред зградата во која некогаш учителствувал Делчев. Денеска се одбележаа 153 години од неговото раѓање. Неговата мисла и неговото знаење се уште се актуелни, посочи Силјановска-Давкова. Нема посоодветно место од Свети Спас, ама и од оваа зграда овде, за одбележување на 153 години од раѓањето на апостолот Гоце Делчев. Нема посоодветно место за еден универзитет или посоодветно име за еден универзитет и за еден ректорат од Гоце Делчев. Веројатно, во историјата нема да најдете човек за кој толку многу се пишувало, зборувало, толку имиња, не само што се зборувало, туку човек за кој се плачело, се радувало. Мислам дека тоа покажува дека Гоце Делчев е неразделен од македонскиот народ, токму затоа е 153 години потоа како да е жив. Универзитетот Гоце Делчев е горд што го носи името на великанот, истакна во својот говор ректорот Дејан Мираковски. Додаде дека универзитетот се движи по идејата на Делчев, светот да биде поле за културен надпревар меѓу народите. И ни представува навистина чест заедно со општина Штип што можеме да ја организираме едно вакво пригодно сеќавање во знак на роденденот на Гоце Делчев и ме представува посебна чест што нашиот универзитет го носи неговото име и тоа што развојот на универзитетот, се повеќе доближувањето, спојувањето со европските универзитети не прави еден чекор поблиски до тоа што било и неговата идеја, светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Јас навистина сум горд и на нашите студенти кои што денес имавте можност да ги видите, на нашите професори кои што го организираа ова. Делчев оставил завет, а ние мора да го чуваме тој завет и да не се одрекуваме од него, додаде градоначалникот Иван Јорданов. Се наоѓаме на местото во градот каде што најповеќе се ширела и се чувствувала идејата и идеологијата на великанот Гоце Делчев. Во име на тоа доста значајни образовни и културни институции во нашиот град го носат неговото име, затоа што имаме завет и обврска да го чуваме тој завет, но немаме право да се одрекуваме од него. Ќе продолжиме и понатаму да го негуваме и да го продолжиме неговото дело. Настанот беше збогатен и со културно-забавна програма. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1972 година во Кукуш во семејство на Никола и Султана Делчеви. Тој е македонски национален херој, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна организација, апостол и срцето на револуционерна Македонија.